Денеска ќе имаме час со досегашни некои реквизитчиња како столче, ранец, еве ние овдека земавме чорапки, можете да се искористите флашичка, шишенце, можете патика, било што ќе биде нешто слично на овој наш полигон, бидејќи преку овој полигон на секој сакаме да заработиме вежби. За сила претежно, но така малку има, речеме така, и координацијски некои активности кои што би го направиле часот малку по-необичен и по-интересен. Нема да должиме, ќе го започнеме часот со вежби за загревање, но нормално една сугестија, да речеме столчето, ајде на еден нормален и малку подолг чекор, да речеме во 2,5-3 метри собичка, ќе можете да го инсталирате овој импровизиран полигон во коридорот во кој што се пушите по соба. Океј, запуштуваме од страната на столчето со трчање на напред во две поврзани отфлици, едно улесно движење. Ќе го повториме два пати, чисто да видиме дали добро сме ги поставиле препреките и потоа започнуваме со различни комбинации на загревање. Од овде одиме ниско во странично движење, во познати кошаркарски, ракетарски, одбојкарски став, не многу ниско, не многу високо, да го речеме среден став. А назад може да се движиме на назад, така. За да малку, да ви кажем, на координацијата е одиме уште еднаш, ако може и по-ниско, по-убаво и веднаш назад. Од овде сега ќе се потрудиме некој скокче. Различно одадење, да речем, одиме од странично движење со подигнување на корницата високо. Овие пречки ни се како ориентација за движење, за да малку се раздвижиме во зглобовите на колкот, коленото и на зглобот на стапалото, да се почнеме. И еве може уште една вежба, но сега нека наликува на претрчување на пречки од овој атлетски дел, каде што коленото ќе пробаме да подигнеме глава до 10 степени и подходицата да ја скоро до паралелно да ја подигнеме со подлога. И одиме по. И на назад со друга нога. Значи, некаде чекор или телото да биде поставено на препреката и може уште еднаш малку да жртне подробно. И на друга страна. Ова сосема доволно за загревање, малку да се прилагодиме на нашето просторче, на нашето полигонче. Јас ќе ги изедам чорапчињата во раце, чисто да го смениме начинот на истегнување. Почнуваме од нормален став, со крстување на раце и одрачување. Кажавме 8 повторувања, малку побрзо ќе одиме. Крстено само еднаш на прсти и малку во дијагонал. Ова вежба, еднаш во став споен, ќе се трудиме да се подигнуваме на прсти, на секое испружување на раката горе, а на другата во прирачување па до задрачување. До и 7, 8 повторување. Може од овдека да направиме вежба со кружни движења со раце, напред. Ова вежба повнимателно, бидејќи ќе одиме малку со различен дел, па на назад. И сега, едната рака ќе оди во кружно движење напред, а другата ќе оди во кружно движење назад, малку симетрично, малку различно од
Prethodite, бидејќи ова во ова полугодие веќе може и да се проба. Може да смениме другата рака да е напред, а ова што беше напред да се движи назад. Со од расчекорен став ќе продолжиме со вежби за труп. Значи, отклони чорапчето, тиката да оди до под коленицата, но телото притоа не оди напред или назад, туку да остане во страна. Од тука ќе продолжиме во следна вежба, каде што една рака ќе оди на истата страна, каде што е другата рака. И така ќе направиме 8 повторувања во отклоните лево и десно. Океј, од тука може да направиме сасу, остануваме во расчекорен став и со поглед назад, за да повеќе се раздвижиме во делот на трупот. Исто засебно ќе го направиме сега полека да направиме преминот труп на нозе во расчекорен став, може и малку поширок, раце одрачени, од предпор напред, засуп, десна рака, лева нога, лева рака, десна нога и по 4 повторувања веќе нека оди главата во движење кон горе, кон плафонот, за да биде подобро ова засукување. Ево уште една вежба. Долу до прсти, горе на прсти. Долу, прсти, горе на прсти. Прсти. И уште 3. Добро. Преминуваме на нозе, кој што ќе го направиме во исчепот напред и двете раце ги подигнуваме во десна, лево, ово, одиме на исполнување на задната ложа, кој што ќе биде во длабок преклон со исправени коленици и пробуваме да добрем диките вертикално поставени, хоризонтално поставени дикото, да ги пуштиме и да ги земеме, да ги подигнеме. Од прилика со овие три обиди имаме 7-8 секунди во длабок преклон и одиме сега од поширок расчекорен став. Одиме почуштуваме на десна, почуштуваме на и даде уште 4. И чуваме оприлика со вежбите за изтренување, ќе завршиме одека, бидејќи ќе пробаме овие полигончиња да ги изведеме со 2 повторувања на секоја вежба, за да кое имате прилика да видите, но во второто повторување веќе би требало да изведете вежбите. Се подпираме на столчето делот на наставот, ако да имаме полесно на почеток, одиме со расчекорен и споен подскок 4 пати, претрчуваме низ препегните со патиките чорапчината и одиме со подигнување на 3, 4, овде претрчуваме и имаме подигнување на 1, 2, 3, 4 и остава назад и начин и веднаш ја продолжуваме и втората серија. 1, 2, 3, 4. Оп, назад. 1, 2, 3, 4,
Чин. Па. И правим мал одмор од 7, 8 до 10 секунди со издишување. Сега направиме следна вежба. Седнување на столче, ќе се патиме на столчето и пробуваме со подколениците да шутнеме, да удриме, да изгледаме удар со двете носи паралелно. Потоа направиме најзменешни скокчиња различно спојено низ препреките со широчината и на крај вежби за стомашни дел со ранецот. Оди. 3, 4, оди. Хоп, оди. Подигнуваме ранец. И оди. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Остава. Назад. Хоп. Се врати. 1, 2, 4. Одмараме 10 секунди. Сега во следната вежба малку ги приближиме широчината кон ранецот, бидејќи ќе направиме овие вежби наместо со потрчување во положба на свек и изгледаме вежби за да речеме за грб. Овдека малку поразлично ќе ја поставиме ногата на столчето. Ако е столче во зид, може и ногата да биде допрена до стечките дел. Ако не е, во наш случај, може да биде петицата изгора, исправена или свиткана, ајде да кажеме сега кој колку може, легнати на грб, може раците да бидат овдека, може и горе. Еве ние ќе покажеме во прва серија овдека, со раца на пол и подигнуваме 1, 2, 3, 4. Менуваме нога, 1, 2, 3, 4. Од тука се вртиме во положба на склеп и што правиме? Подигнуваме 1, оставаме овде. 2, вкрстуваме овде. Земаме 3, 4, и завршуваме и одиме на ранецот, каде што изведеме вежба за рамо, може да го падате за рачката и одиме. Странично подигнуваме. 2, 3, 4. Рака. 2, 3, 4. Оставаме и одиме уште еднаш. Сега, зависно од вас, може да се проба и со раца. Качваме горе, малку потешка опција и одиме. 1, 2, 4. Ке внимавате овде столчето да не отурите, да не избега. Хоп. 2, 3, 4. Се вртиме положба на склеп и можеме. Хоп. 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 4.
Став, ради. Може до тело. 2, 3, 4. На ръка. 1, 3, 4. Що? Следна вежба. Я направим отстояние. Ако нямате доволно место, слободно приближите кон пътниките, ако ви по-просто, ако имате овека да речем зид, ќе приближите, ќе направим вежби со подигнување на колено високо, па ќе одиме пак со чорапчиња да направиме вежби исто за, да кажеме, за стомашна мускулатура, за раце малку и накрај ќе употребиме вежба за трицепс со рамец. Окей, по овие 10 секунди, додека ние ја поготуваме вежбата вербално, вие марате и почнуваме. 1, 2, високо, 3, 4, 5, 6, 7, од овде. Значи, нашите чорапчиња ќе бидат ориентација за подигнување на коленото и стапалото да оди крстено до чорапчето. 6, 7, 8. Окей, од тука. Го фаќаме ранецот со две раци истовремено од положба на глава, спуштаме податица поназад и сега назад. Издишуваме на назад. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Окей? А следно сега ќе може и да го направим ова малку по-бавно. 1, 2, 6, 7, 8. Треба да се спуштаме. Хоп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И главата. Хоп. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Що? Следната вежба ќе ја направиме со испружување на двете стопала од положба на седење. Овде ќе имаме продолжување до близок джог, смениме малку и на крај изработиме вежби за подигнување со една рака за предниот дел на рамениците, на рамените. Одиме двете стопала испружени современо, стомашните мускули стегнати и правиме 4 повтори. 4. От тук. Низу джоб. Работа една рация на ноза. И одиме. 2, 3. Полека спуштање. 4. Нема брзање, поводим телефона така. И одиме.
Сега може да направиме вежба со подпирање на рацете, значи свртени со грб, малку пак за трицепс, еднаш изработивме со кревет, или клупа кај нас, а кај вас сега ќе биде овој пример столче. Овдека во положба на склек ќе работиме исто вежби за подигнување на раце, односно за рамо. И на крај може да изработиме со стоење пак за помош на мускулатура. Одиме. Оставяме напред, спружени раце, внимателно само за стабилноста на столчето. Ако е по-нестабилно, може малку од страна, се зависи кој како столче има, и одиме први со 8 повтори. 8. Од овде во положба на склек испружуваме рака, хоп, друга, хоп, 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 6, 8. Овдека без подигнување на носа, одмор. 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Погледот напред треба да остане, трупот напред. Стегнете, одиме уште еднаш. Напред. И напред издишуваме, надолу, дишуваме. 5, 7, 8. Ова вежба може сега потешката варијанта, малку асиметрично. Ако подигнуваме десна рака, можеме да подигнеме и лева нога. Да пробаме. 6, 7, 8. Малко издишување 10 секунди. Во ред. Можеме овдека полека да преминеме на четвртиот дел од часот, каде што, ево да кажеме, столчето ќе го искористиме, може за истекнување во расчекорен став, едно дофатно растојание во предпред напред, ќе се отпреме, ќе ги стегнеме нозите на начин, но и грбот ќе пробаме да го спуштиме надолу и да издишуваме. Уште повеќе да пропаднеме и значи столчето да ни помогне во овој дел. Назад, назад, окей, и за нозе ќе се помогнеме за делот на наслонот, ќе фатиме под половицата, стапалото, ќе истегнеме напред, на страна и го бадена напред. И уште еднаш. С противната страна.
бутнеме со колкови напред. Ќе отвориме во аголо 90 степени. И на крај можеме да напред во бага. Се надевам дека малку беше поразлично од досегашните вежби и сигурно ќе треба едно час-два за да малку сите три овие реквизита ги вклопите во еден, така да кажем, синхронизиран начин, изведување на и поврзување на овие вежби во полигонче. Догледај!